Општинската организација на СДСМ Куманово денеска одржа пресконференција на која беше побарано итно да се разгледа и ревидира предложеното сообраќајно решение на потегот на улицата меѓу зградите К4 и К5, со кое, како што посочи портпаролката Драгана Коцевска, се узурпира единственото детско игралиште за околните 10 згради. Владеачкото мнозинство на ЗНАМ и ВМРО ДПМН го ставија на јавна расправа деталниот урбанистички план за потегот на улицата Октомвриска револуција меѓу зградите К4 и К5 во близина на Малото Пазарче. Не е спорно донесувањето на ДУП за одредени делови од градот. Се носеле и ќе се носат. Проблемот е сообраќајното решение со кое се узурпира единственото детско игралиште што постои повеќе од 40 години и каде израснале генерации деца од околните 10 згради. Со пробивање на улиците помеѓу зградите се загрозува безбедниот пристап на децата до игралиштето. Се оневозможува станарите да ги користат паркинг местата и се уништува постоечкото зеленило во услови кога Куманово е еден од најзагадените градови во државата. Жителите со право реагираат. Јавниот интерес мора да биде пред се, особено кога се во прашање на ималите. Не сме и не може да се измислуваат улици што се на директна штета на граѓаните. СДСМ стои зад граѓаните и нивните права. Како партија не сме против градење и правото на сопственост, но урбанизацијата мора да оди со правилни сообраќајни решенија што нема да ги загрозуваат оние што живеат таму повеќе од 40 години. Бараме од надлежните во општина Куманово итно да се разгледа и ревидира ова сообраќајно решение, да се одржи јавна расправа со жителите пред секоја јавна промена, да се зачува зеленилото и детските игралишта.